Југоисточниот и јужниот регион се познати по производство на овошните насади. Покрај зелката и грозјето застапени се површини засејани и со праски. Речи си да нема семејство во Удово кое ги произведува за своји потреби, но и за продажба. Производителите велат дека досега немаат проблем со пласманот на праските, бидејќи секоја година се трудат таа да има добар квалитет. За сега родот се откупува од откупувачи од Скопје и Струмица, а овоштарите очекуваат во шпицот на бербата вратите да ги отворат откупните пунктови кои откупуваат праски главно за извоз. Праските ние сами си ги пласираме овде на домашниот пазар. Некаде можеме и да извеземе, меѓутоа до сега немавме, не беа во полнек сета површина. Беа негде 50% таа површина, сега ќе беа 100%, така да ќе видиме. До сега не сме имали, од 8-9 години имаме праски, не сме имали проблем со пласман, повеќе е на македонскиот. Но 100% е до сега на македонскиот пазар. Пласманот на праските. Овде ги пласираме. Така да не сме имали проблем за пласман. Имаме повеќе нектарина кај нас, 90% е нектарина. Се бориме да имаме добар квалитет и нема проблем. Струмици и Скопје ги троши. Базарите, Струмици и Скопје. Нема. Така да нема проблем. И за праските нема проблем. Праската потекнува од Кина, а оттаму е пренесена кон западните земји. Оваа овошна култура има определено овошно значење во реон со умерена клима. Во светот се произведуваат над 12 милиони тони годишно плодови од праски. Нејзината стопанска предност се одгледува во следно: рано прородува, обично раѓа, овошките се ниски и лесно се берат, не страда многу од болести и штетници, издржлива е доста на суша. Најголеми количества праски се произведуваат во Европа, потоа во Северна и Јужна Америка и на други места.